Чао! Како дете јас бев многу повлечен по природа и наместо да бидам активен, јас само сонував од мојата удобна детска соба. Но неколку моменти во мојот живот ме поттикнаа да искочам од мојата комфортна зона и да почнам да работам на остварување на моите соништа. Пробував различни професии. Имав интерес за повеќе јазици, научив англиски, германски, шпански. Со секоја нова професија, со секој нов научен јазик, созревав како личност. И со секоја нова посетена земја, само ми се зголемуваше желбата за нови патувања и сакав да истражам буквално се. Во академско поле бев бубалица, имав повеќе стипендии и студирав интеркултурна комуникација. Тоа ме наведе при моите патувања да се насочам кон запознавање со културите од светот. Во денешната епизода ќе се осврнам на еден сегмент кој е главниот чинител во секоја култура – уметноста. И ќе направам паралела помеѓу уметноста во Северна Европа и уметноста во Латинска Америка. За мене уметниците секогаш биле личности кои го гледаат светот низ своји уникатни очила. Празната чаша за некого е разочарување, за друг е инспирација. Немаштијата, насилството инспирираат нови танцови и движења. Стравовите од непознатото влијаат за креирање на различни символи за заштита. Природата, животните, животот, се може да послужи како инспирација за уметничките умови. Интересно за анализирање за мене беше фактот дека економски помалку развиените земји имаат поразвиена или помасовно искажана уметност. Низа историски случувања делувале да има еден неверојатен микс – индогена популација на индијанци, голем број на африканци надополнета со значителна европска популација и луѓе од буквално целиот свет. Латинска Америка била секогаш отворена за нови доселеници и тоа секако влијаело да има толку разнолика, интересна, разнобојна и уникатна уметност, која што на некој начин е рефлексија на уметничкиот потенцијал на целиот свет.